Голема беше нашата радост кога пристигнавме во манастирот на Свети Герасим Кефалониски. Тој е новиот кефалониски аскет кој е познат како исцелител на демоноопседнатите. Секојдневно од целиот свет доаѓаат ментално болни и демоноопседнати заради исцелување во неговиот дом на островот Кефалонија. Накратко да го проследиме и неговото житие. Роден 1506 година во Трикала на Коринт. Потекнува од аристократско семејство. Се замонашува на Света Гора, а ракоположен за свештеник е во Ерусалим, каде 12 години служил во храмот на Христовото воскресение. Се повлекува на Крит и Закинтус, 1555 година доаѓа во Кефалонија, каде најпрво живее во пештера, потоа се преселува во планинскиот регион и таму 1559 година го гради овој манастир. 1579 година на денот на Успение на Пресвета Богородица се упокојува 15 август. Моментално го гледаме подвигот на многу верници кои што се симнуваат во пештерата која е длабока до 5 метри, каде што Свети Герасим престојувал 5 години без да излезе од внатре. Во самиот овој простор дише духот и молитвата на светителот и неговите свети и нетлени мошти творат чуда и исцеленија на многу луѓе кои тука доаѓаат да побараат помош. На 16 август и 20 октомври два пати во годината се прави литија со неговите свети и на распаднати мошти. Тогаш многу луѓе од целиот свет бараат начин, правејќи колона од своите полегнати тела на патот по кој ќе пројдат неговите свети мошти после од служената вечерна богослужба и со големи исчекувања да ги доживеат допирот и благословот од светителот. Многу демоноопседнати луѓе се спремни за помош со своите родбини или со помош на полицијата да излежат под кивотот на моштите и нивниот врисок е знак на борба на демоните кои бегаат од телото на страдалникот и тој врисок стивнува кога телото ќе се ослободи нивното влијание. Ние сите бевме сведоци на благодата и силата и моќта на светите и нетлени мошти на Свети Герасим Кефалониски и ја почувствувавме особено и ја сведочевме помеѓу себе. Секој сакаше со трепет во гласот и очи полни солзи од возбуда да раскаже и да го пренесе своето доживување. Во летината поворка кивотот со неговите свети и нетлени мошти се пренесува од стариот храм, каде што почиваат во текот на целата година, во новиот храм, кој е велелепен, и тука во текот на целата ноќ до раните утрински часови тече река од поклоници кои што трпеливо стојат во ред во колона од километар до 2 за да се поклонат на светиот. Додека тече колоната на поклоници, во теке сенокното бдение, кое што во раните утрински часови завршува со статиите, кои се прекрасни да се доживеат, и со божествената литургија, да на крај сите имаме можност да се пречистиме со пречистото тело и крвта на Господова. Додека го гледаме поклонението на верниците и траењето на сенокното бдение, да се подсетиме за подвигот на Свети Герасим Кефалониски. Живеел 5 години како исповесник на Света Гора во келијата на Свети Василие на пусто место, наречено Капсала. Демоните немале никаква сила врз него, спротивно, тој имал сила да ги протерува. Неговиот надимек бил Капсалис или во превод Оган. По местото Капсала. Кога ги стерувал демоните, тие викале: "Капсали, не гориш!" Свети Герасим својот пат од Света Гора го продолжува во светата земја, на гробот на нашиот Господ Исус Христос. Свети Герасим тука бил ракоположен за свештеник и 12 години служил во храмот на Христовото воскресение. Кога дошол во светата земја, Свети Герасим сакал да после 40 дена во пустинјата да се подвигува како и нашиот Господ Исус Христос. И тој бил искушуван од ѓаволот,
но со својот подвиг тој го задал и последниот удар на демонот. Постојат безбројни сведоштва за исцеление на демоноопседнати и ментално болни. Благодариме на Бога, или како уште се вели по Божја промисла, што го запознавме Свети Герасим Кефалониски и што нашите македонски верници имаат можност повеќе години наназад да доаѓаат во деновите на август или октомври, за да бидат дел од литиното движење со неговите свети мошти, да се подложат на лично прочистување, да го доживеат сенокното бдение, да се причестат и да заминат полни со благодат и со благослов. Свети Герасиме, ти благодариме што постоиш, што те имаме, што можеме со твоите молитви да се спасуваме од влијанието на демонските сили. Моли се за нас, за нашите блиски, подалечни, за сите православни христијани и за сите луѓе кои имаат потреба од твоите молитви. За мир во светот, за соживот и за љубов меѓу луѓето. Додека тече воспевањето на статиите, иако не можеме да учествуваме поради тоа што се пеат на грчки јазик, молитвено ги доживуваме и внатрешно со својата молитва и ние воспеваме кон светиот и ги бараме и просиме неговите молитви и застапништва. Непреклетната колона на поклоници и понатаму продолжува, а ние верниците по неколку пати и ние трпеливо се навраќаме во редот и повторно да стигнеме до моштите на светиот и повторно да му ги бакнеме нозете и повторно да принесеме многу топли молитви. По завршувањето на Божествената литургија, откако го примивме телото и крвта Христови, циот замор како да го снема. Нашата душа воскресна и се наполни со таква благодат, благослов и сила, да заборавивме дека цела ноќ имавме тежок подвиг. Молитвите и застапништвото на светиот Герасим Кефалониски беа посилни од телесното. Слава ти и фала ти, Свети Герасиме Кефалониски.